Започнува актуелна тера. Еви ги вестите на денот. Ќе се бира нов директор на музичкото во Битола. Бера Чишиња за синот да учи информатика. Најмалку бебиња се раѓаат во Битола. Водата од јавните чешми во градот е исправна. Музичкото училиште во Битола е пред избор на директор, откако пред неколку месеци оставка си поднесе Тунтевски, а на негово место како вршител на должност директор беше именувана Коруновска. Нејзиниот мандат деновиве завршува, а во меѓувреме тече постапката на конкурс за избор на нов директор. Паралелно со ова, училиштето се соочи со просторен проблем, но стартот на годината го почна по-старо. Средното образование во зградата на Таки Даскало, а нижото во зградата на булеварот 1 мај. Како што е веќе познато, учениците од задолжителното средно образование треба да бидат преселени во зградата на булеварот, а каде ќе одат оние од незадолжителното нижо, односно основно, засега е непознато, но се бара решение и од страна на Министерството, и од страна на општината и самото училиште. Сакал да студира математика, но немал пари за во Скопје. Освоил многу награди надвор од Македонија, а сега се запиша на информатика во Битола. А додека да почне академската година, сака да волонтира на Монаки. А родителите, освен што живеат во туѓа куќа и во лоши услови, позајмиле пари за да го запишат, а во меѓувреме берат пластични шишиња за да имаат пари за основна екзистенција. Маја Богоевска. Ова се сите дипломи, награди и признанија на 18 годишниот Томе Киријази од Битола. Први, втори, трети места на надпревари по математика, физика. Првенец на генерацијата во техничкото училиште. Меѓу првите 5 на надпреварот по астрономија на државниот надпревар во Македонија, а најнова е учество на светскиот надпревар по астрономија и астрофизика во Сучава, Романија. Надпреварот во Романија се одржа од 1 до 11 август. Тоа беше надпревар по астрономија и астрофизика, но учествуваа учесници од 32 земји, купно беа 200 учесници. Таму стигнав како учесник на државниот надпревар, таму освоив на државниот надпревар освоив трето место, а на интернационалниот надпревар е најдобрите 5, пласирани од државниот. Таму надпреварот беше супер, стекнавме нови пријателства, запознавме нови луѓе, се дружевме, се надпреварувавме, тоа беше најважно. Надпреварот по астрономија се состоеше од теоретски дел со решавање на задачи, имаше практичен дел наблюдување со телескоп и дел во планетариум. Најповеќе уживавме кога наблюдувавме со телескопот. Интересно ги познаваме сите звезди. Сето ова Томе го постигнал и покрај тешката економска состојба на неговото семејство. Живеат во минимални услови за живот во куќа која не е нивна. Јас сум домакинка. Мажот ми работеше, ама се фабриката отиде во стечај. Едно време земавме социјална помош, ние укина, мажот ми работеше до 2 години, 3 соред во Хераклеа, одеше по 3-4 месеци работеше, годинава не замине. Се снаѓаме, собираме шишиња, еве сега најдваме некои дополнителни други приходи и се трудиме да му возможиме колку што можеме што е во наша моќ. Љубовта кај Томе за астрономијата се појавила благодарение на неговата професорка по физика во прва година која го вклучила во надпреварите. Во основно пак предизвикно и уживање му биле математиката и физиката, големата љубов кон природните науки. Томе оваа година се запиша на новиот факултет во Битола, на факултетот за информатички и компјутерски технологии, на одсекот за компјутерски инженер. Каде ја гледа иднината Томе? Па може би астрономијата, ама сега дека се запишав на информатика како програмер, инженер по информатика. А во меѓувреме планираш да се занимаваш и како хоби со астрономија? Да. Па да се активираат повеќе астрономското друштво. Тие постат уште како група, ама ги нема моментално во последно време. И Треба опрема? Опрема треба и на училиште повеќе професорите ги заинтересираат децата. Родителите, препознавајќи го квалитетот на своето дете, го поддржале во се и покрај недостатокот на материјални средства. Јас не му реков дека не можеме да одиш ваму или нема да одиш таму. Се снаѓавме. Позајмував
со враќање, и сега иза на факултет позајмивме пари за да се запиши, па да ги враќаме после. Оти се најдовме моментално и во други трошкови со надпревар. И позајмивме пари, го запишавме на факултет и се надевам дека ќе биде успешен студент. Иначе негова желба, тој јако не кажа, беше да се запиши на математика и физика Скопје, ама гледа дека тешка ситуација ни е и затоа се речиме барем тој трошок тука да остани во Битола. Желбата на неговите родители е Томе да го заврши факултетот, да магистрира и да се вработи. Зорка вели дека децата се нејзиното најголемо богатство и дека тие се на прво место за што и да се работи. Но се што прават за нив не им е тешко, иако поминувале низ кризни периоди во животот. Ние заедно, јас и мажот ми, се трудиме колку што можеме да му возможиме покрај тешката криза што се наоѓаме, ама се наоѓаме и се трудиме да ги воспитаме да не тргнат по некој лош пат. Колку што е во нашите можности. И децата му мислам дека се многу слушат она што треба да му се кажи и јас сум многу горделива на сите три. Таа е благодарна на сите оние кои досега им помогнале во тешките моменти. Црвениот крст и организацијата Фаланга од Австралија, која им испратила голема донација. Благодарение на тие донации, Томе може да ги следи најновите случувања од она што е негова страст – астрономијата. Кога се сака, без разлика на околностите, вистинскиот талент секогаш излегува на површина. Најмалку бебиња се родиле во Битола, Делчево и Ресен, а најмногу во Чаир, Сарај и Тетово, покажува државната статистика. Весна Шеровска. Најмалку бебиња се родиле во Битола во вториот квартал од годината, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Најголем природен прираст на населението има во Чаир, Сарај и Тетово. Според податоците на Државниот завод за статистика, во Битола, Делчево и Ресен регистриран е негативен прираст минус 53, минус 31 и минус 27. Наспроти ова, за истиот период е зголемен прирастот на населението во Чаир, кој изнесува 133, во Сарај е 123 и во Тетово е 121. Во Битола во второто тромесечје се родиле 235 бебиња, а умреле 288. Во Делчево регистрирани се 27 новороденчиња, а 58 лица умреле. И во Ресен на 37 родени бебиња регистрирани биле 64 смртни случаи. Вкупно годинава во споредба со истиот период од лани, бројот на новороденчињата е зголемен за 4% и изнесува 5809. На национално ниво природниот прираст во вториот квартал од годинава е 1039 лица, односно за толку бројот на живородените деца е поголем од бројот на умрените. Бројот на браковите склучени во ова тримесечје бележи намалување за 0,1% во споредба со истиот период во 2013 година, а опаѓа и бројот на разводи за 2%. Најмногу бракови во текот на годината се склучени во месец август 11,9%, а најмалку во месец април 5%. Најчесто е стапувањето во прв брак со учество од 92% за жените и 90,2% за мажите. Во втор брак со учество од 9,1% и трет брак со учество од 0,7%. Во вкупниот број на склучени бракови почесто стапуваат мажите. Просечната возраст при склучување на прв брак е 25,8 години за невестата и 28,6 години за младоженецот. Бројот на разводи во 2013 година бележи зголемување од 6,2%, во споредба со 2012 година изнесува 2045 разведени брака. Најмалку бракови во текот на годината се разведени во месец август 2,4, а најмногу во месец декември 10%. Според возраста на сопругата, најголем број на разводи 19,5% се склучиле во старосната група од 35 до 39 години, а за сопругот во старосната група од 30 до 34 години со учество од 19,1%. Нема место за паника во Битола по пронајдената ешерихија коли во скопските јавни чешми. Битолските се со бактериолошки исправна вода од градскиот водовод, тврдат од Центарот за јавно здравје. Оливера Михајловска. Поголемиот број на хоспитализирани лица со ентероколит како резултат на фекални бактерии пронајдени во водата на јавните чешми во Скопје. Во Битола нема место за паника, велат од Центарот за јавно здравје.
Водата во јавните чешми во градот Битола е од градскиот водовод на градот Битола. Така да таа вода е исправна бактериолошки и хемиски. Нив ги контролира градското предпријатие водовод, а и ние преку летото ги испитавме на 2-3 пати, иначе има околу 10 на 15 јавни чешми кои што сите се исправни со безбедна вода за пиење. Труење од храна, починато уште едно лице заболено од листерија, број на хоспитализирани лица во пораст, зголемен број на пациенти со ентероколит. Ова се информациите кои ова лето беа најмногу пласирани од медиумите. Поради зголемениот број на бактерии, Агенцијата за храна и ветеринарство воведе забрана за пиење вода од 4 јавни чешми во општина Центар. Во водата, во лабораториската анализа на хемиска и бактериолошка исправност, констатирано е дека не одговара на правилникот за безбедност на водата поради зголемени колиформни бактерии поради наотна ешерихија коли, соопштија од Агенцијата за храна и ветеринарство. Граѓаните заради ваквата состојба ги менуваат навиките и престанаа да јадат сувоместнати производи. Се купуваат дезинфекцијски средства, задолжителна лична хигиена, бидејќи превентивата е единствената мерка за заштита од разни заболувања. Иако живееме во 21 век, повторно се сведуваме на тоа дека начинот и време траењето на миењето раце е една од главните превентивни мерки кои секоја индивидуа треба да ги преземе доколку сака живот без болести. Годинава и првиот училишен час почна со миење рачиња и предавање за жолтица, што е таа и како да се препознае. Иако надлежните информираат дека бројот на жолтица стагнира, сепак препораките понатаму остануваат на високо ниво на лична хигиена и дезинфекција на просторите и објектите, посебно во оние во кои има најголема фреквенција на луѓе. Битола меѓу најдобрите, а ќе има реорганизација. Владата одлучи да формира акционерско друштво водостопанство на Република Македонија со седиште во Скопје, во кој како подружници влегуваат и 12 досегашни водостопански предпријатија. Со промените ќе се создаде подобра организацијска подготвеност во пресред на најавениот голем инвестицијски циклус во овој сектор вреден околу 200 милиони евра. Анализите покажале дека не сите 12 постојни водостопанства се еднакво успешни во работењето. Најдобри економски резултати покажале предпријатијата од Скопје, Битола, Прилеп и Радовиш. За нијанса послаби се во Куманово, Струмица, Кочани, Кавадарци, а одредени слабости покажале фирмите од Гостивар, Гевгелија, Ресен и Берово. Финансиската анализа покажува дека водостопанските предпријатија побаруваат вкупно 400 милиони денари, а обврските тежат околу 80, а во новото акционерско друштво не влегуваат хидросистемите Стрежево, Листиче и Злетовица, кои продолжуваат да работат самостојно. Се наближува фестивалот Манаки, а филмските личности се во фокусот на јавност. Зошто Лавина Митевска не ги сака јубилеите? И за други теми по кусата пауза, останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: каде ќе студирате? Во градот каде што живеам, во Скопје, надвор од Македонија. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Целосно се утврдени причините за падот на авионот на македонскиот претседател Трајковски, изјави шефот на истражувачкиот тим Кулик, додавајќи дека не може да изнесе повеќе податоци во јавноста. На самитот на НАТО ќе учествуваат министрите за одбрана и надворешни работи заедно со началникот на генералштабот на АРМ и македонскиот амбасадор во НАТО. Исплатата на регресот за годишен одмор се уште не легнал на сметката кај поголемиот дел од работниците. Според последните податоци во приватниот сектор има 300.000 работници, а само 10.000 добиле К15. Со предложениот ребаланс се предвидува интензивирање на изградбата на коридорот 10, релокација на средствата меѓу буџетските корисници, обезбедување дополнителен износ во фондот на БИО и за надминување на последиците од елементарните непогоди. Неестекно малезиските авиокомпании организираа конкурс Моја листа на посмртни желби. Учесниците беа замолени да кажат за работите кои тие сакаат да ги направат пред својата смрт. Во раните утрински часови уапсен имамот на големата џамија во Приштина Шевкет Красничи под обвинение подгревање на исламскиот екстремизам.
секоја среда лице в лице со даночниците. Управата за јавни приходи за заинтересираните граѓани и даночни обврзници секоја среда во регионалните дирекции на УЈП Скопје, Штип, Тетово, Кавадарци и Битола ќе одржува средба со раководството и стручните тимови од УЈП, на кои граѓаните имаат можност да се информираат во врска со работењето на управата, да дадат предлози, сугестии или да ги истакнат нејаснотиите поврзани со остварување на нивните даночни права и обврски. Од УЈП ги информираат заинтересираните да закажат средба со раководството и стручните тимови од УЈП регионална дирекција Битола преку телефонот 076 464 023. Контакт лице Весна Стојковска. Кокаин пронајден кај 26-годишен ресенчанец. Битолската полиција поднесе кривична пријава. 26-годишниот КД од Ресен откако набавил наркотична друга кокаин. Истата ја препакувал во 16 помали најлонски пакувања за препродажба на наркозависници. На 28 август годинава 15 најлонски пакувања со кокаин ги сокрил во внатрешноста на патничко моторно возило БМВ со ресенски регистарски ознаки, додека едно најлонско пакување со кокаин понел со себе. Од страна на полициски службеници пријавениот бил затекнан на улицата Митре Трпковски во Ресен и при преглед на дистиот во него било пронајдено најлонското пакување и еден джебен нож. Врз основа на претходно добиената наредба за предпрес на горе наведеното возило, во него се пронајдени и останатите 15 пакувања со кокаин, како и 31 таблета со различни бои и форми, како и едно шише со засега непозната течност материја. Од извршеното вештачење на 16 помали најлонски пакувања, констатирано е дека се работи за опојна друга кокаин со маса од 4,35 грама. Првата дама на фестивалот Манаки вели дека не ги сака јубилеите, но сигурна е дека Битола филмски ќе експлодира следната недела. Исто така оваа година поради овој јубилеј, ја би рекла мал, но не е воопшто мал, филмот на отварање исто така ќе ви го соопштиме тогаш. Во однос на јубилеи, ја лично никогаш не сум ги сакала. Зашто не сум ги сакала? Не сум го сакала никогаш мојот роден ден, затоа што ме правел постара една година. Но мислам дека браќа Манаки на вистина секоја година за нас е јубилеј. Секоја година создавање на филм е јубилеј. Секоја година презентирање на повеќе од 70, 80, 90 филмови е јубилеј. Носење на такви звезди, на такви гости е јубилеј. И мислам дека оваа година точно е 35 години јубилеј на најстариот фестивал во светот посветен на филмската камера. Целата програма ја правевме кон звездите, целата програма ја создававме за овој јубилеј, за звездите, за публиката, за прекрасната публика во Битола и се насочивме на исклучителни дела, исклучителни работилници, исклучителни настани. Ке видите, преполни сме. Како што можете да видите, прв пат оваа година имаме од 12,5 часот секоја вечер филмови. Така да се надевам дека љубителите на филмската уметност на крајот фестивалот ќе можат да експлодираат како во Монти Пајтон од убава филмска уметност. Како што објави Дневник, поради недоволна посветеност на професионалните обврски, непочитување на професионалните стандарди поврзани со угледот на вработениот, како и поради намален фокус на обврските, од обезбедување на председателот на владата на Република Македонија привремено е отстранет лицето ДМ. Телохранителот на премиерот Никола Груевски, Дејан Митровски Урко, е суспендиран од работното место, потврди портпаролот на МВР Иво Котевски за порталот Плюс Инфо. Котевски за порталот изјави дека станува збор за интерна политика, за повеќе информации упати на владата. Владиниот портпарол Александар Ѓоргиев денеска на пресконференција рече дека нема што да додаде на оние информации кои веќе се објавени во медиумите и дека останува на изјавата дадена од МВР. Дневник вчера објави дека Урко е суспендиран поради недоволна посветеност и непочитување на професионалните стандарди. Покрај наградата за животно дело и годинава на 4 ноемвриската награда ќе се додели наградата за категоријата едногодишно достигнување. Оливера Михајловска.
Општина Битола го објави конкурсот за доделување на 4-то ноемвриската награда за 2013 година. И годинава ќе биде доделена наградата во категоријата за едногодишно достигнување во периодот од 1.8.2013 до 31.7.2014 година, како и наградата за животно дело. Управниот одбор на фондот за наградата 4 ноември на општина Битола на својата одржана последна седница донесе одлука за распишување на конкурсот за доделување на наградата 4 ноември на општината за 2014. Според конкурсот, 4 ноемвриската награда се доделува на физички и правни лица, како знак на општествено признание за значени остварување во стопанството, науката, уметноста, литературата, воспитанието и образованието, здравствената и социјална заштита, спортот, техничката култура, заштитата и унапредувањето на животната средина и природата, како и други сегменти од животот, трудот и творештвото што представува посебен придонес во развојот на општината, Република Македонија и светот. Наградата се доделува во две категории, и тоа едногодишна за достигнување во периодот од 1.8.2013 до 31.7.2014 година и за животно дело што представува заокружена континуирана творечка целина. Врачувањето и промоцијата на наградените ќе се одвива на свечена академија која традиционално се организира на 4 ноември, денот на ослободувањето на Битола. Конкурсот трае до 1 октомври. Делегација од општина Новаци, предводена од градоначалникот Лазар Котевски, присуствуваше на изложбата на дела создадени на ликовната колонија во Аридеја, Грција, на која присуствуваа 6 уметници од Македонија. На грчката му предходеше иста ваква активност во Новаци, која заврши со изложба во битолската магаза. Станува збор за едномесечна ликовна колонија во чии рамки македонски и грчки уметници твореа во двете земји по 15 дена. Потоа нивната работа беше представена на изложба. Навистина се создадоа прекрасни творби во двете места, а пред се многу сум задоволен од меѓусебното дружење и одличната соработка, рече Котевски. Градоначалникот на општина Новаци се запозна со новиот грчки колега, градоначалникот на општина Алпомија Димитриос Бинос, со кого општината Новаци заеднички го реализира проектот Жива историја, жива природа. Делата од двете изложби ќе бидат дигитализирани и достапни за јавноста на интернет во вид на дигитална изложба, која наскоро ќе започне да се изработува. НАТО се собра во Велс. Русија предупредува за Украина. Русија се противи на влегувањето на Украина во НАТО во време на актуелната криза. И за други вести од светот, по кусата пауза, останете со нас. Изложба Фотофест Битола 2014. Изложба на Снежана Алтипармак во Битола. Стиховно војување снимаат нов спот. И генералниот директор на Агенцијата за електронски комуникации го прифати ледениот предизвик. Порошенко за утре најавува прекин на огнот во Украина. Украинскиот претседател Петро Порошенко изјави дека утре ќе нареди прекин на огнот и изрази надеж дека во истиот ден ќе започне имплементацијата на мировниот план. Говорејќи на маргините на самитот на НАТО во Велс, нагласи дека прекинот на огнот бил условен од утрешната средба во главниот град на Белорусија, Минск, на која ќе присуствуваат представници на Украина, Русија и ОПСЕ. Тој со лидерите на САД, Велика Британија, Франција, Германија и Италија во Њупорт ги почна разговорите пред официјалното отворање на средбата на врвот на НАТО во овој британски град, пренесоа француските медиуми, повикувајќи се на дипломатски избори. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров порача дека Русија се противи на украинското придвижување во НАТО алијансата во моменти кога Сојузот одржува самит и ги предупреди Соединетите американски држави да не се обидуваат да ја наметнат својата волја на поранешната Советска република, пренесува Reuters. Зборувајќи за сите оние кои се противат на членството на Украина во НАТО, а меѓу кои и руското малцинство, Лавров рече дека обидот да се стави крај на неутралниот статус на земјата ќе ги одврати од вистинскиот пат сите напори насочени кон почетокот на диалогот, чија цел е осигурување на национална безбедност. Истакнали дека Москва е подготвена да преземе конкретни чекори за ублажување на кризата во Украина, кои ќе се темелат врз предлогот кој го изнесе рускиот претседател Владимир Путин. Генералниот секретар на НАТО Андрес Фок Расмусен пред почетокот на самитот на Алијансата во Велс
изјави дека Русија ја напаѓа Украина. ИОТ продолжува да ја дестабилизира ситуацијата во источниот дел на Украина и покрај планот за примирие предложен од рускиот претседател Владимир Путин. Предходно британскиот премиер Дейвид Камерон изјави дека е неприфатливо руски војници да се во Украина и предупреди дека Западот би можел да ги зголеми санкциите врз Москва. Во акцијата именувана како Сириската престолнина Дамаск учествуваат близу 200 припадници на босанските специјалци и полициски единици кои што вршат претрес на 17 локации ширум државата. Уапсените босанци се сомничат за финансирање и јавно поттикнување на терористички активности, како и врбување и организирање на нови членови во терористички групи за учество на војните во Ирак и Сирија на страната на радикалните терористи. Во акцијата уапсен е и Халил Билал Босник, неформален водач на вахабистите во Босанска крајна, познат по своите антиамерикански и антизападни говори. Ова е прва рација откако во месец април беше сменет кривичниот законник и се воведе затворска казна до 10 години за босанските граѓани што се борат или регрутираат борци во странски воени или паравоени формации. Околу 200 експерти денески утре разговарат во Женева за можноста за употреба на експериментални методи во лекување на вирусот на Ебола кој се шири во Западна Африка и им се заканува на повеќе од 20.000 луѓе. Експертите заседаваат во еден хотел во близина на пристаништето, каде зад затворени врати ќе ги анализираат можностите за производство и користење на експериментални лекови, објави Светската здравствена организација. Меѓу стручњаците има и политички лидери од загрозените региони, експерти за етика, лекари, научници, правници и представници на пациентите, објави организацијата. Според последните податоци на Светската здравствена организација, досега во светот од Ебола умреле 1900 луѓе од 3500 заразени. Посиноќешните 12 мечеви од четвртото коло во групната фаза останува само уште слободни места за осмина финалето на светското првенство во кошарка во Шпанија. Може би веќе имаме уште некој осмина финалист. Од Гранада се јавува Зоран Мишевски. Денес обечевите од последното петто коло завршува првата фаза на 17-тото светско првенство во кошарка кое што се одржува во 6 шпански града. По вчерашните мечеви од четвртата рунда само уште 7 слободни места за нокаут фазата која што почнува во Мадрид и Барселона веќе во сабота. Меѓутоа многу селекции кои што ќе се веќе квалификувани сакаат да ги избегнат како можни противници во осмина па и во четвртфиналето главните фаворити за златото Соединетите американски држави и домашната селекција на Шпанија. Веќе е завршен првиот меч од денешната програма. Ангола изненадувачки доби Австралија со 91-83 со пресврт по четвртини 17-22, 12-20, 34-23 и 28-18. Во тек се мечевите Сенегал, Филипини, Финска, Нов Зеланд и Бразил, Египет. Од 17:30 почнуваат мечевите на одлука во групите во Гран Канарија и Билбао, Украина против Соединетите американски држави и Мексико со Јужна Кореја. Од 18 часот Хрватска нема право на грешка против Порторико, а Франција е апсолутен фаворит со Иран. Одлучувачки се и мечевите во вечерниот термин. Во Гран Канарија играат Словенија против Литванија, во Билбао Турција против Доминиканската република, а од 22 часот тука во Гранада домаќинот Шпанија против Србија и Грција против Аргентина во Севиља во клучен натпревар за првото место во соседната група. Утре е слободен ден на шампионатот, вкупно втор, додека пак од сабота само 16 селекции од вкупно 24 ќе останат во трка за што е можно подобар пласман на овој мондијал. Од Гранада, Зоран Мишевски. Сега за времето во наредните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот.
Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Тука е крајот на Актуел. Благодариме што бевте со нас, останете со Тера.